Има еден филм, се вика Три венчавки и погреб. И не знам зошто, кога размислував за денешната расправа, ми дојде на памет дека филмот кој што Македонија го живее денес се вика Три кума и погреб. Политички погреб се разбира. За првиот кум разговаравме на минатата седница на пратенички прашања. Петре Шилегов праша кој е собственик на фирмите на првиот кум Ристо Новачевски од Белизе, а денеска разговараме за вториот кум, заради тоа што ако првиот кум е чувар на торбата со пари во Белизе и на сличните места како Белизе, вториот кум е одговорен за чување на торбата со пари во Македонија. За третиот кум во некоја друга прилика. Мислам дека денеска навистина представува сериозен проблем да ги убедиме граѓаните дека зборуваме за измена и дополна на закон за јавни набавки. Видете да ви кажам, јас сум убедена дека не постои граѓанин во оваа држава, без разлика што некој од нив тоа нема да го кажат гласно, дека џабе закони ако ги спроведува ВМРО ДПМН. Граѓани на Република Македонија, пола од материјалите кои што ги објавивме, од прислушкуваните материјали од страна на власта, покажаа дека најголем дел од тендерите се договараат по телефон. Затоа не постои начин, а гледам дека не постои ни желба, кај било од кој од актуелната власт да излезе со некаков демант. Ако ги споредиме материјалите кои што ги објавивме и разговори и фактичките договори кои што се поднесени, ќе видиме дека одстапки во тоа што е тврдено во разговорите нема. Јас разбирам дека се нервирате кога ги цитираме бомбите. Разбирам кога се нервирате во врска со тоа дека Елем е договаран по телефон, дека кинеските провизии се договарани по телефон, дека и тогаш важечкиот закон за јавни... По законот, да. Тогашниот закон за јавни набавки е изигран со тоа што поради стравот да се сочуваат некои луѓе во власта и не сака, поради тоа што не сакаат да потпишат и измислен нов закон. И денес пред нас, ако ништо да не се случило, ние треба да го разгледуваме измената на Законот за јавни набавки и да разговараме за ново тело, кое што се вика Совет за јавни набавки. Советот за јавни набавки има две цели. Едната цел е, она што не сакате да го признаете, а тоа е да го издвоите во самостоен орган, кој што не е точно дека ќе вработува исто луѓе и ќе троши исто пари колку досега. Тоа ќе биде орган самостоен, кој што ќе има своја жиросметка, своји технички служби, своји оделенија за финанси, возачи, хигиеничари, секретарки, опрема, простории, трошоци за струја, за вода и се останат. Значи, лага е дека истите вработени ќе останат. Тоа се нови луѓе кои што треба да се згрижат во предизборна една атмосфера, како би се овозможиле повеќе гласачи. Но исто така, и регистарот на стручните лица кои што ќе треба да даваат мислења, ќе биде тело кое што ќе може да задоволи што поголем број на гладни функционери од ВМРО ДПМН. Но да тргнеме настрана, еве тој скриен мотив да го тргнеме настрана и да провериме што точно имате намера да направите со овој совет. Првото прашање на кое што морате да одговорите е, господа од мнозинството, кој го мереше досега работењето на ова тело? Какви резултати има ова тело? Од тоа што јас успеав да најдам, ова тело има навистина сериозни проблеми. Тоа е, да речеме, во поглавието 5 од главата 4.5 од извештајот за напредокот на Македонија од Европска комисија се вели дека критериумот
најниска цена е спротивен на КИТО, а овде во членот 16 ми се чини, не во 16, во членот 160, во ставот 1 вели критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниската цена. Економски најповолната понуда доаѓа предвид само кога станува збор за консултантски услуги. Па господа, знаете што значи тоа во превод? Тоа значи дека кога ги плаќате вашите скапи PR реклами, кои што се во функција да ја прикажат владата дека е успешна, дека е одговорна, дека е вредна и дека е трудолюбива, тогаш плаќате колку ќе ви текне. А кога треба да набавувате конци за хируршки операции, тогаш ќе ги набавувате најефтините, иако на крајот таа цена ќе биде многу поскапа од што иницијалната, заради тоа што ефтините конци може да предизвикаат загуба на човечки живот или дополнителни интервенции кои што ќе го чинат здравствениот систем многу повеќе. Јас навистина не знам дали има логика овде да споменувам по не знам кој пат дека ако се навистина сериозни, вие ќе ги прашавте представниците на владата која што ја поддржувате, како можеше Стариот театар од договор за 6 милиона евра да се претвори во објект кој што чини 37 со, замислете, 85 анекс договори. Ова е тоа што го регулирате? Не, господа. Да не се шегуваме со граѓаните на Република Македонија. Овој закон има една единствена цел, а тоа е, бидејќи многу функционерчиња од вашата власт во договорните органи покажаа многу апетитчиња, вас системот почна да ви се процедува, односно да ви цури на места на кои што не сакате, и така, со желба за комплетна контрола од страна на кумот број 2, дојдовте на идеја дека Советот за јавни набавки ќе биде тој кој што ќе ги определува набавките кои што ќе ги прават договорните органи. Тоа е тој што ќе кажува дека наместо 60 сантиметри бирото треба да биде 120, за да може да го добие фирмата која што ќе одговара на фамилијата. Значи, да заклучам, оваа фирма, ова тело, Советот за јавни набавки, нема никаква врска со борба против корупцијата, нема никаква врска со одговорно трошење на парите, нема никаква врска со грижа за денарот, за било кој денар кој што граѓаните на Република Македонија го даваат во буџетот. Мислам дека најточната дефиниција е дека буџетот кој што го дефиниравте на отприлика 3 милиарди, повеќе од 3 милиарди евра за до година, треба да добие свој газда, односно ова е предизборно екипирање како се да остане близу до фамилијата и практично со ова тело поставувате така наречена стража на бизнис интересите на фамилијата. Жал ми е што за ниеден од аргументите кои што ги посочивме не добивме одговор. Јас, времето нема да ми дозволи, но имам и други референции кои што би сакала да ги цитирам во потврда на тоа дека ова тело е непотребно. Да речеме, Центарот за граѓански комуникации тврди низ истражувањето дека тоа тело во самата своја функција не ги завршува однапред предвидените цели, а тоа е да ја зголеми конкуренцијата, значи многу помалку фирми се јавуваат на тендерите од што тоа било случај претходно. Понатаму, фирмите се жалат, договорните органи, се жалат дека тоа представува непотребно административно оптоварување, тоа представува исто така сериозно финансиско оптоварување. Во последната година 600.000 евра се одлеани за стручни мислења кои што се бараат, а само да ве подсетам, од оние кои што се избрани на списокот на стручни лица кои што треба да ги даваат овие мислења, има и такви чии што хонорари, замислете, се движат дури до 20.000 евра. Забелешките од договорните органи кои што јас успеав да ги прибавам деновиве, иако не беше лесно, вели дека работата на ова тело е да фаворизира едни, а да суспендира други конкуренти. Ставовите на стручните лица не се конзистентни, иста набавка од една и од друга страна на, да речеме, опозиционни и
позициона општина не добиваат ист третман за исти тендерски документации. Мислењата се доста пати често конфузни и не даваат помош за тоа како треба наредната понуда да изгледа. Ви благодарам.